Благодарам, подпредседателе, почитувани пратеници, заменик министер. Трет ден како дискутираме за предложениот буџет за 2023 година и слободно може да се заклучи дека ова е најгломазниот буџет во историјата на Република Македонија од фантастични 5,3 милиарди евра, од кои што граѓаните ништо добро нема да видат, освен обврската што ќе им ја наметнете, да го наполнат овој буџет во износ од 4,6 милиарди евра, колку што планирате да соберете, и дополнителни 700 милиони евра што планирате да не задолжите на сите нас и кои што сите ние ќе треба да ги враќаме, односно да ги плаќаме луксузирањата и арамилукот на владата. Овој буџет е инфлаторен затоа што не се базира на раст на економијата, туку на инфлацијата. Инфлацијата која никако не можете да ја ставите под контрола, затоа што прво владата е без контрола, па како некој што нема контрола над своето работење, ќе ја контролира инфлацијата која делува како зголемен данок кој го плаќаат граѓаните и фирмите, бидејќи со тоа им се намалува доходот, а се зголемува приходот во буџетот. Затоа, почитувани, имаме историски најголема инфлација од 20%, со постојаните неконтролирани задолжувања имаме и историски најголем јавен долг од 64,4% од бруто домашниот производ. Имаме највисоки цени на основните прехранбени продукти во регионот и во Европа, а имаме најниски плати и највисоки даноци. Цената на горивата е највисока ако се земе во предвид куповната моќ на граѓаните и ако се пресмета колку литри гориво може да купат со минимална или со просечна плата, ќе дојдеме до податок дека повторно сме на дното по куповната моќ на нашите граѓани. Струјата континуирано поскапува и до сега е поскапена за повеќе од 40%, и која после нова година, односно од 1.1.2023 година, ќе поскапи за дополнителни 5%, со што повторно ќе се удри директно по џебот на граѓаните и по нивниот стандард. Ова се случува бидејќи владата и менеджментот на ЕЛЕМ не можат да го подигнат процентот на домашно производство на електрична енергија, затоа што хидропотенцијалот го доведовте на 16%, ТЕЦ Неготино работи само со еден котел, РЕК Битола работи во најдобар случај со 2 блока, третиот не работи затоа што трансформаторот се уште го нема и не може да обезбедите поевтина електрична енергија. Поради овие состојби увозот на струја ќе не чини најмалку 150 милиони евра само за струја до крајот на грејната сезона, плюс јаглен, плюс мазут. За да се ублажат овие состојби, предложивме, но владата не го прифати нашиот амандман, ДДВ-то на струјата да продолжи да биде 5%, со што директно ќе им се помогнеше на граѓаните и на стопанството во овој тежок и неизвестен период. Сето ова резултира со лоша финансиска состојба, големо задолжување, најмали плати во регионот, најмал економски раст, односно резултира да имаме богата влада, а сиромашни граѓани. И слободно може да кажеме дека од животот што го ветуваше оваа влада после 5 години владење, дека имаме комплетно разрушен систем, разрушена економија која наметнува само даноци на граѓаните и фирмите, разрушено здравство во кое пациентите сами си купуваат медицински материјали, бидејќи во болниците ги нема, разрушено образование во кое учениците учат од импровизирани учебници, половина година и за кој на крај се испостави дека се подобри од првите учебници кои што се испечатија, бидејќи после половина година чекање учениците добија учебници со погрешни содржини. Почитувани, буџетот не е хартија на која ќе пишете тоа што ќе ви текне во моментот, туку тоа е стратешки документ на една држава, од која се гледа патот на каде ќе се движи државата во наредната година. И слободно од овој ваш предлог стратешки документ, односно буџетот за 2023 година, може да се заклучи дека Македонија ја водите кон банкрот. Но да одиме со ред и да видиме што сте предвиделе во овој најважен документ за државата.
Вкупните приходи во буџетот се предвидени да изнесуваат 282,052 милиарди денари, што се за 14,8% повеќе во однос на ребалансот на буџетот за 2022 година или 18,1% повеќе од основниот буџет за 2022 година. Ова се должи исклучиво на инфлацијата, а не на зголемената потрошувачка, затоа што со ова инфлација, која што е во Република Македонија од 20%, имаме намалена куповна моќ, односно имаме помала потрошувачка, но по двојно повисоки цени за истите производи, кои што на крај во апсолутни бројки навистина резултира со зголемени приходи, како што кажуваат од владата, но треба да се честни и да кажат дека тоа доведува до намален стандард на граѓаните, затоа што со истите пари од минатата година купуваат половина од производите што ги купувале до сега. Така да ве молам да не се фалите со зголемена потрошувачка, бидејќи тоа не е вистина, затоа што ние сме држава во која што по голем дел од домаќинствата може да си дозвола само еден оброк дневно, а владата си троши народни пари за луксузирање и за покривање на нивната неспособност. За вашето расипничко владење, за расипничкото владење на владата стигна и потврдата пред извесен период, а тоа е дека Македонија ја искачивте на второто место на индексот на мизерија во Европа. Но да видиме што велат бројките во буџетот за 2023 година, од каде планира владата да собере повеќе приходи за 14,8%. Од даноци државата планира да собере повеќе од половина од парите, или 3,4 милиарди евра, дури 352 милиони евра или 19,2% повеќе од 2022 година, од кои најмногу од данокот на додадена вредност. Од ДДВ планирани се да се наплатат над 1,28 милиарди евра, 14,7% повеќе од ребалансот во буџетот во 2022 година или 164 милиони евра собрани повеќе од граѓаните за двојно помалку купени продукти или услуги. Ова е најголемиот доказ дека овој буџет е инфлаторен и дека приходите се зголемени како резултат на големата инфлација и зголемените цени на производите и услугите. Затоа што ДДВ на продукт со цена од 100 денари не е исто за истиот продукт ако цената е 200 денари. Понатака, имате предвидено персонален данок на доход да има годишен данок на доход да има годишен раст од 63 милиони евра. Ова не е заради растот на работените, туку заради тоа што имавте планирано примена на прогресивниот данок на доход од 1 јануари 2023 година и некои други ставки од кои во последен момент се откажавте, но проекциите ви останаа во овој буџет. Ветувавте даночна реформа во која ни самите не верувавте, па пред 2 недели излеговте со признание дека во Македонија во моментов најдобар модел е моделот на рамни даноци кој што го воведе ВМРО ДПМН и кој што дава исклучителни резултати. Сакавте да воведете прогресивен данок со кој што ќе ги казнувавте тие што најмногу создаваат и се најпродуктивни во државата, но под притисок од јавноста во последен момент се откажавте. Понатака, акцизите се со раст од 37 милиони евра, а увозните давачки со раст од 29 милиони евра. Ова е како резултат на предпоставката дека ќе има раст на цените на нафтените деривати и цените на останатите увозни добра. Придонесите се со годишен раст од 154 милиони евра. И ова не е заради раст на вработените, туку заради зголемената даночна основа во услови на усогласување на минималната плата со инфлацијата. Од приходната страна на буџетот се гледа дека владата планира да направи грабеж на даночните обврзници, од кој планира да собере 28 милиарди денари повеќе по основ на даноци. А дополнително е предвидено и повторно враќање на зелениот данок. Исто така, репресивната политика
од година во година е со засилено темпо. Па така, за оваа година владата планира да го зголеми приходот од казни за 6,8% или да собере по овој основ 152 милиони денари повеќе од минатата година. Тоа значи повеќе казни, повеќе репресија на граѓаните и фирмите, над кои ќе висат инспекции секојдневно, со цел да соберат што повеќе пари. Значи, владата е спремна на се, само да собере што повеќе пари од граѓаните и фирмите, но не размислува да се откаже од дел од приходите, за да му помогне на народот. Поради ова сте стигнати до тука да вршите репресија над своите граѓани, само за да не ги затегнете и скратите расходите, односно да проектиравте помал и пореален буџет од кој ќе ги скратевте непродуктивните трошења и партиските вработувања, ќе немаше потреба да има ваква репресија на својот народ само за да соберете што повеќе пари. Затоа кај ставката плати и надоместоци сте испланирале 2,2 милиарди денари повеќе во однос на буџетот во 2022 година. И овие средства што сте ги предвиделе не се за зголемување на платите, туку за плаќање на постојните и за вработување на нови партиски војници кои ќе треба народот да ги плаќа. Наместо овие средства што ги издвојувате за вашите партиски војници, да ги издвојувавте за зголемување на платите за 15% на јавната администрација, како што беше барањето и предлогот на Сојузот на синдикатите на Македонија, вие решивте поминатиот амандман од наша страна со кој се обезбедија овие средства да ги укинете на сила во законодавно-правната комисија, само за да ја задоволите вашата партиска војска, која оди на работа и наместо да ја работи работата за која што се платени, тие ви пишуваат партиски извештаи во работно време. Кога ќе ја погледнеме расходната страна на буџетот, ќе видиме дека расходите се планирани да изнесуваат 376,925 милиарди денари и истите се зголемени за 75,653 милиарди денари, односно за 25,5% во споредба со ребалансот на буџетот за 2022 година или за 32,7% ако ги споредиме со првично усвоениот буџет за 2022 година, што значи дека владата планира да потроши повеќе наредната година, но од тоа ништо нема да осетат граѓаните, впрочем, исто како оваа година, добија само многу ветување и многу лаги. Во рамки на тековните расходи, трансферите растат за околу 240 милиони евра, социјалните трансфери дури за 192 милиони евра, разни трансфери пак се историски високи во износ од околу 434 милиони евра. Оваа ставка секогаш е висока со сите буџети проектирани од страна на оваа влада, затоа што оваа ставка е зацкриена и недокажлива, од која се исплаќаат средства на сомнителен начин. Расходите за стоки и услуги се планирани во износ од околу 60,9 милиарди денари, што е за 8,2 милиарди денари повисоко во однос на буџетот за 2022 година. Ставката 425 договорни услуги или тоа што го зборував претходно за партиската војска која треба да се вработи, се планирани 45 милиарди денари или 60 милиони евра повеќе во однос на оваа година. Како и секогаш, едно зборувате, друго правите. Само зборувате ќе ги скратите непродуктивните трошења, но кога ќе дојдат тие зборови да се преточат во бројки во буџетот, гледаме дека не само што не се скратиле непродуктивните трошења, туку и се зголемиле. Забелешки на овој ваш предлог буџет имаат сите, почнувајќи од нас како опозиција, која што поднесовме повеќе од 200 амандмани, потоа синдикатите, коморите, експертите. Но оваа власт нема слух за никого, освен за себе и за тоа да си обезбеди повеќе пари за трошење за нив. А граѓаните нека се мислат како ќе ја поминат следната година, затоа што најлошо стоиме во регионот и во Европа, и вака ако продолжите,
ќе ни следува економска катастрофа. Но кога станува збор за нефт, како што реков, оваа влада сака да си обезбеди расходи од 5,3 милиарди евра, што е за 590 милиони евра повеќе од предвидениот буџет за оваа година, и со тоа го прави буџетот за 2023 година убедливо најгломазен и најрасипнички во историјата на Македонија, во кој само за тековни расходи ќе отидат дури за 4,4 милиарди евра. Само како споредба, овој буџет е за 75% поголем од тој во 2016 година. Ако се сеќавате, во тоа време со многу помал буџет од овој што вие го предлагате, се градеа 2 автопати, се градеа школи, се градеа детски градинки, спортски сали и се она што им беше потребно на граѓаните за подобрување на нивниот квалитет за живот. Како потврда дека се живее многу полошо и дека од кога дојде животот во Македонија, сиромаштијата непрекинато ни расти, е предвидената сума за социјални трансфери, која е близу половина од целиот буџет. Оваа расходна ставка во буџетот за 2023 година ќе тежи ни помалку ни повеќе 2,3 милиарди евра, што е зголемување за 192 милиони евра во однос на ребалансот на буџетот. Предвидувате задолжување од 700 милиони евра, а тоа повторно сакате да го оправдате исто како минатата година, дека капиталните инвестиции ќе ви биле поголеми од буџетскиот дефицит. Ова е една голема лага и оваа година пробувате да ја протуркате, а сите знаеме дека на првиот ребаланс овие капитални инвестиции ќе ги скратите, впрочем, како што направивте и оваа година. Предвидувате дека во 2023 година ќе се вложат дури 800 милиони евра во капитални инвестиции. Ова е зголемување за 52,3% во однос на ребалансот годинава. Значи, ај што во буџетот за 2022 година тотално ги погрешивте проекциите, односно тоа свесно го направите како што го правите и оваа година, а тоа е дека капиталните инвестиции ги проектиравте над буџетскиот дефицит, туку и кога ги кратевте капиталните инвестиции со ребалансот, повторно ги промаршивте предвидувањата за реализација на истите, па затоа и според ребалансот реализацијата ви е 60% на капиталните инвестиции. Ако споредиме колку сте реализирале од овие капитални инвестиции со основниот буџет за 2022 година, ќе видиме дека немате ни 40% реализација и сакате некој да ви верува сега дека во наредната година вие ќе реализирате 800 милиони евра, а оваа година сте реализирале 300 милиони евра капитални инвестиции. Најголемо зголемување сте предвиделе на Министерството за транспорт и врски. Имате зголемување за 150% на средствата во ова министерство, кое што го води најнеспособниот министер за транспорт и врски во изминатите 30 години. Ако поголемиот дел од овие 800 милиони евра капитални инвестиции што сте ги предвиделе, сте му ги дале да ги реализира најнеспособниот министер и сте му предвиделе 340 милиони евра да реализира преку неговото министерство, може да замислите колкава ќе биде реализацијата на истите и колкав ќе биде процентот на реализација на вкупните капитални инвестиции. Ако во оваа година на истото ова министерство, на истиот овој министер за транспорт и врски сте му одобриле 7,480 милиарди денари и од нив има реализирано само 1,472 милиарди денари или 19,7%, може да замислите што ќе ни следува идната година. Од друга страна, ако видиме што планира владата да изгради во 2023 година во делот на патната инфраструктура, човек ќе помисли дека живееме во некоја друга држава. Сте предвиделе проширување автопатот Тетово-Гостивар, изградба на нов автопат Требеништа-Струга Ќафаса, истиот оној што во 2016 година го прекинавте, сега само го ветувате. Изградба на автопат Гостивар-Букојчани и автопат Прилеп-Битола, изградба на пруга Крива Паланка до Бугарија и уште многу празни ветувања, да не ги читам сите, значи лага до лага е се она што е напишано во овој предлог буџет.
Ви благодарам. Реплика заменикот министер